Судот му одреди 30-дневен притвор на поранешниот државен правобранител Фехми Стафа, осомничен за обид за подкуп во правосудството. Според обвинителството, тој наводно се обидел да влијае врз судска одлука преку нудење подкуп. Притворот е изречен поради ризик од бегство, можност за влијание врз сведоци и повторување на делото. Истрагата е во тек, додека одбраната најави жалба. Надлежните порачаа дека борбата против корупцијата останува приоритет. Владеачкото мнозинство најави така наречената резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Од партијата информираат дека документот содржи 9 точки со кои се отфрлаат, како што велат, дезинформациите за наводно прифаќање мигранти. Воедно, со резолуцијата се утврдува јасна државна политика против нелегалната миграција. Соработката со Министерството за финансии на САД е долгорочен процес за јакнење на институциите и создавање модерни, транспарентни јавни финансии, изјави министерката Гордана Димитриевска-Кочовска. Таа потсети дека буџетскиот систем е развиен со американска техничка помош уште од 2004 година. Во фокус се управувањето со готовина, програмското буџетирање, консолидирањето на главната книга и нови индикатори за перформанс. Соработката опфаќа и финансиска супервизија, заштита на потрошувачите и управување со јавниот долг, со цел поефикасни институции и поголема заштита на граѓаните. Паралелно на тоа, американската амбасадорка Анџела Гелер порача дека САД и Македонија имаат заедничка визија за транспарентни институции и силна економија како темел на демократијата. Таа истакна дека соработката со Министерството за финансии, преку програмата со Трезорот на САД, е втора по големина во светот и опфаќа 5 клучни области, меѓу кои буџетска одговорност и борба против економски криминал. Доколку Европската Унија не се откаже од воведување јаглеродна такса за земјите од енергетската заедница, тргувањето со електрична енергија ќе се одвива само меѓу земји надвор од Европската Унија, предупреди Марко Бислимовски од Регулаторната комисија за енергетика во Приштина. Тој истакна дека таксата ќе ја зголеми цената на струјата и ќе ја блокира интеграцијата на Западен Балкан во европскиот пазар. Иако реформите напредуваат и инвестициите во обновливи извори растат, Бислимовски порача дека Европа мора да обезбеди поддршка и субвенции за граѓаните за тие да ги почувствуваат придобивките. Грчката администрација за борба против дрога, со поддршка на американската ДЕА, спроведе голема меѓународна акција против шверц на дрога. Бродот, кој испловил од близина на Солун и наводно бил натоварен со дрога во Латинска Америка, беше пресретнат во Атлантскиот океан. 5 лица се приведени на бродот, а уште 5 мина се уапсени во неколку грчки градови. Француската морнарица го влече бродот кон Пиреја, каде дрогата ќе биде запленета. Хрватскиот парламент го усвои новиот закон за наплата на патарина, со кој од 1 март 2027 година се воведува единствен електронски систем на целата автопатска мрежа. Возилата ќе се движат без запирање, со брзина до 130 км/ч, преку ITS уреди и автоматско читање на регистарските таблички. За лесните возила ќе биде задолжителна регистрација на табличка и средство за плаќање, додека тешките ќе користат ITS, наплатните рампи ќе останат привремено, но без физичка наплата. Унгарија смета дека Европската Унија ги крши сопствените договори со најавената забрана за увоз на руски газ, изјави шефот на дипломатијата Петер Сијарто во Брисел. Според него, енергетиката е национална надлежност и мерката ја загрозува енергетската безбедност на земјата. Сијарто потврди дека Унгарија и Словачка се подготвени за заедничка тужба пред Европскиот суд на правдата. Премиерот Виктор Орбан претходно оцени дека забраната е незаконска трговска мерка, донесена без консензус, и најави правна битка против одлуката на Европската Унија. Руската централна банка поднесе тужба во Москва со која бара 230 милиарди долари од штета од белгискиот депозитар Евроклир, каде што се чуваат замрзнатите руски средства. Ова е прв правен чекор против планот на Европската Унија да ги користи руските резерви како заем за Украина. Правни експерти очекуваат брза пресуда во корист на Русија, што може да доведе до меѓународни судски спорови и финансиски последици. Москва предупреди дека ќе возврати со запленување европски имоти доколку средствата бидат искористени. Петчасовните разговори меѓу САД и Украина во Берлин завршија без договор за клучното прашање – териториите во Донбас. Киев е подготвен да разговара за напуштање на идејата за членство на НАТО и брзи избори, како и за замрзнување на фронтот, но категорично одбива повлекување на украинските трупи од делови на Донецката област. Американскиот предлог за демилитаризирана зона беше оценет како неприфатлив, додека Москва бара правно обврзувачки гаранции за непристапување на Украина во НАТО. Најмалку 21 лице загина, а 32 се повредени во силните поплави што го погодија крајбрежниот марокански град Сафи. Само еден час обилни врнежи предизвикаа порој од каллива вода што поплави десетици домови и однесе автомобили. Потврдена е штета на најмалку 70 објекти, а спасувачките екипи продолжуваат со пребарување.
Иако водата се повлече, метеоролозите најавија нови обилни дождови, по период од 7 години тешка суша во земјата. Во време кога Македонија се соочува со финансиски предизвици и ниски примања кај многу семејства, еден феномен особено го привлекува вниманието пред новогодишните празници. Жените се подготвуваат и дозеруваат повеќе од било кога. Иако некогаш убавината на жените ја означува природни црти, негувана коса и внимание кон здравјето, денешниот концепт на естетика често вклучува модерни процедури од филери и ботокс до сложени третмани за лице и тело. Дел од експертите велат дека овие терапии порано воопшто не ни постоеле на нашиот пазар или биле во рана фаза на развој, додека денес се чести како шише парфен во чанта. Во Република Македонија постојат стотици салони за убавина, фризерски и козметички студија, каде дамите ги надоградуваат своите изгледи. Онлайн пребарувањата покажуваат дека има повеќе од 1400 фризерски салони, околу 368 салони за убавина, стотици козметички салони, маникир, педикир студија и други услуги поврзани со лична нега ширум државата. Тоа значи дека во многу градови од Скопје до помалите средини постојат салони и студија кои нудат услуги од базични фризерски третмани до специјални естетски интервенции. Секогаш пред големите празници имаме пораст на заинтересирани клиенти за третмани за коса, шминка, но и естетски процедури. Луѓето сакаат да изгледат најдобро што можат, па дури и тоа ако значи дополнителни трошоци. Економската реалност дава едно парадоксално сведоштво. Иако многумина имаат ограничени финанси, расходите за лична нега ретко се штедат, особено пред големите прослави како Нова година. Пазарните податоци и разговори со граѓани покажуваат дека плаќањето за услуги на убавина често се става на место на приоритет, дури и кога другите расходи се сведуваат на минимум. Психолозите истакнуваат дека современата убавина можеби добива нова димензија. Дали станува збор за желба да се привлече внимание и да се задоволат очекувањата на општеството или пак за лично себезадоволство и грижа за себе, причините се комплексни. Но трендот одавна не е исклучиво женски. Се повеќе мажи во Македонија ги користат услугите за козметички и фризерски салони, од третмани за лице, обликување на брада, па се до естетски зафати кои до неодамна се сметаа за табу теми. Според вработени во салоните, токму во декември расте бројот на машки клиенти, што покажува дека грижата за изгледот станува општествен тренд, а не родова подолба. Желбата да се изгледа подобро, посамоуверено и подготвено за празниците очигледно ги надминува традиционалните граници. Дали убавината е подобра природна или со помош на препарати и третмани? Одговорот варира од личната филозофија до индивидуална увереност, но факт е дека за многу македонки и македонци пред новогодишната нега не е само козметичка рутина. Тоа е израз на самоизразување и надеж за подобро чувство за себе.